Утрински стихови од Библијата. 30 септември. Посветувањето на Елисеј. Тој ги остави воловите, потрча по Илија и рече: "Дозволи ми да ги прегрнам татка си и мајката, па ќе тргнам по тебе." Илија му одговори: "Оди, врати се. Зашто, што ти направив?" Прва Царевите 19:20. Тоа не било одбивање, туку тест на верата. Елисеј морал сам да одмери колку тоа ќе го чини, сам да одлучи дали ќе го прифати или одбие повикот. Ако неговите желби се приврзани за неговиот дом и неговите предности, тој бил слободен да остане таму. Меѓутоа, Елисеј го разбрал значењето на повикот. Знаел дека повикот е од Бога и не се двоумел да го послуша. За ништо на светот не би ја пропуштил можноста да стане Божји гласник, ниту пак би ја жртвувал привилегијата да биде во друштво со неговиот слуга. Тој зеде рало волови, ги закла и откако го запали плугот на воловите, го исече месото нивно и им го раздели на луѓето и тие јадеа. А самиот тој стана и тргна по Илија и почна да му служи. Без колебање, тој го напуштил домот во кој бил сакан, за да може да му помага на пророкот во неговиот живот полн со неизвестности. Кога Елисеј би го прашал Илија што се очекува од него, што ќе биде негова работа, би добил одговор: "Бог знае, тој ќе ти објави." Ако чекаш на Господа, тој ќе одговори на секое твое прашање. Можеш да дојдеш со мене, ако имаш јасно сведоштво дека Бог те повикал. Самиот мораш да се увериш дека Бог стои зад мене и дека го слушаш неговиот глас. Ако можеш се да сметаш за безвредно, само за да ја придобиеш Божјата наклоност, дојди. За ваше сегашно и вечно добро, најдобро е целосно да му се посветите на она што е правилно, за светот да знае на која страна сте.